Ако поутрото денот се познава, овој ќе биде прекрасен. Зашто на утринска дружба имам прекрасна жена. Жена со стил, со став, со визија. Жена што не знае што е завист и љубомора, зашто не се споредува со никого, сака да биде најдобрата верзија од себе. Жена предприемач, почесен конзул на Канада во Македонија, председател на МАСИД. Добро утро посакувам на Анета Пешева. Добро утро, Анета. Добро утро. Анета, како е на стартот од новава работна недела? Ви благодарам за поканата, Лидија, и навистина сум почестена и некако сум изненадена од вашите убави зборови. Да ви кажам, понеделнички, како и сите, така да тоа е наједен активен и напорен ден. Ние почнуваме со работа од флексибилна од 8 до 9 часот, така да од 9 часот натаму секако имаме прво колегиум, управен одбор и се спремаме за неделата што ни предстои. 2022 беше успешна година за Анета. Беше година на награди и признанија за вас. Министерството за надворешни работи на Канада преку својот министер ви додели признание за вашите усилби, напори во развивање на односите меѓу двете земји. Во Белград исто така ја добивте третата награда на жени лидери. Што ова представува за вас? Најпрво да ви кажам дека мене наградата, фактички признанието за мојата работа конзуларна ми ја додели амбасадата на Белград, нормално со консултација со нивното министерство, и ми ја додели амбасадорот на Канада, кој што е во Белград. Ние немаме овдека амбасада, затоа нашиот конзулат е фактички активен конзулат и оперативен. Јас бев за таа награда многу изненадена, бидејќи до последен момент ја држаа во тајност, они ми направија тука прием и навистина е тоа едно големо признание за мојата работа. Морам да ви кажам, бидејќи Канада е многу сериозна држава и јас бев толку многу изненадена и толку многу среќна за тоа признание, иако не го очекував. Јас го работам тоа од срце и навистина ми беше големо задоволство да ја примам таа награда. А втората награда исто така ми се јавија од Белград, не знам по која линија, и исто така беше доста сериозна награда, бидејќи тука се опфаќа и жените од регионот. Значи имаше жени од Хрватска, имаше од Србија, од Босна и Херцеговина, од Црна Гора. И мислам дека и таа награда беше за мене многу значајна, како жена предприемач и како жена лидер во бизнисот во регионот. Така ме препознале они, бидејќи јас одам и на многу настани, конференции, и заради тоа мислам дека и тие ме повика. Предприемач, косопственик и коосновач на вашата компанија, филантроп, хуманист, председателка на МАСИД. И да не редам уште повеќе каде е Анета своја на својата. После сите овие 30, можам да кажам, и 3 години во мојот бизнис, и бидејќи тоа го започнав скоро после мојот универзитет, сакам да ви кажам, најкомотно се чувствувам во мојата компанија. И како менаџер на IT компанија, мислам дека навистина сум го испекла занатот и тука ми е многу лесно за носење одлуки. Тоа не го гледам како некој напор, баш напротив, задоволство. И можам да ви кажам дека тука сум најсреќна. Тоа ми е како дом некако, и така да заради тоа мислам дека тука можам да кажам сум најопуштена и најсреќна, особено заради тоа што работам со многу млади луѓе. Тука ми даваат и они некаква додатна енергија. А на второ место би го ставила овој мој дипломатски статус, бидејќи јас со години контактирам со странци, со други држави и многу патувам и сум имала многу средби.
таа работа некако природно ми дојде како јасна и природно си ја работам, без некакви големи напори, сакам да кажам, иако таа е многу попрецизна и треба многу повеќе внимание. Електроинженер по професија, имате ли визија кон која стремите? Значи, јас животот сакам да го живеам денес, да биде денеска успешен миот ден и тоа најсрекна ме прави кога денот ќе ми заврши успешно. Инаку, ако стремите кон некоја визија и кон некои планови, а тие не ви се остварат, веројатно ќе бидете многу разочарани. А каков е животот брз, какви се сега состојбите и во светот, се тоа променето, те гледате, никој не планираше 2 години дека ќе паузираме, со животот ќе паузираме. Ние како IT не сме паузирале како компанија, но сепак тоа некако ни ги прекина сите оние работи кои што ги работевме во секојдневието и нашите планови. Така да мислам дека и за сите вака како совет би кажала дека не треба многу планови да се прават. Денеска треба убаво да се живее денот и ги поздравувам и гледачите, денеска да им биде убаво. Тешко е да се основа компанија, односно тешко ли е жена да основа компанија во денешни услови? До каде сме со родовата еднаквост? Нашиот бизнис не спаѓа во бизниси каде што, да кажеме, жената е нешто понерамноправна од мажите. За основање на компанија тоа нема никаков проблем, кај нас законите тука се јасни и чисти и во бизнисот нема никаков проблем една жена да основа компанија и да работи во некоја работа или бизнис да оформи, ако тоа и се допаѓа, ако сака тоа да го работи. Јас би кажала дека повеќе тука жените имаат некакви дилеми околу тоа дали можат, не можат и така натаму. Моите истражувања кажуваат дека жените се тие кои што понекогаш не се осмелуваат да влезат во тие води. Некако, знаете како јас тоа стално го кажувам, жените се подобри, поспособни, пошколувани понекогаш. Кога имате за едно исто работно место конкурс, ако се појави жена која што има и повеќе образование, и поспособна, и подобра, а и машко, секогаш машкото ќе каже да, јас сум роден за ова, а секогаш кај жената има една дилема, па не знам сега дали сум уште спремна, дали ќе можам да одговорам на задачите. Така да мислам дека кај жените малку треба таа самодоверба да се покачи. Многу обврски, цели, задачи. Како успевате да ја усогласите деловната агенда со приватната? Јас последниве активности ги правам последниве 8-9 години. Знаете зошто? Да, јас ја работев многу сериозно во мојата компанија. Во тоа време, ама не бев изложена толку, како да кажам, на општествен интерес, не бев во толку внесена во сите тие женски организации, конференции и така натаму. Се во свое време. Мене, кога ми беа мали децата, да кажеме, секако сум морала во ред компанијата, ама сум морала и децата. Сега, што е олеснителна околност кога имате толку многу години? Олеснителна околност е да не губите самодоверба. Втора работа е тоа што моите деца веќе завршија факултет и си се вработија, тие не ни живеат овдека, они се веќе самостојни. Тоа е многу важен момент во семејството. Јас мислам дека децата се важен момент во семејството. А и знаете како, па и со годините како иде со сопругот сме 42 години заедно, мислам од факултет. Долг стаж. Кога сте вака во години, тука и таа љубомората престанува и така сте покомотни да фактички да работите на себе. Значи имате време и за дружби со пријателите, да прошетате во природа? Апсолутно, јас и многу патувам. Перманентно сум на некакви настани, сите тие луѓе кај што одам се мои пријатели, фактички тоа е тоа и јас не жалам, не ми фали ништо. Ето така се збор во овој момент. Со што си ја полни Анита душата? Сака да слуша музика? Многу сакам
слуша музика, особено во кола. Сака да оди во театар и во кино. Значи, јас сум спремна да запалам кола. Значи, ќе го натерам сопругот. Одиме секогаш на премиерите на Александар Поповски по светов, бидејќи навистина тоа е нешто неверојатно што го прави. Исто така и овдека. Театарот го сакам највеќе. Оние кои ве познаваат, знаат дека Анета сака да готви. Знае да влезе во кујната и да подготви некое традиционално македонско јадење. Јас уживам во готвењето. Мислам дека готвењето е уметност. И не мислам дека тоа е зашто ја нешто сум посебно вредна. Не е тоа точно. Значи, или имате желба да готвите, или немате. Знаете, тоа е како уметник. Јас не знам да цртам. Ама ова апсолутно многу добро го разбирам. Кога ќе пробам некоја храна во ресторан, ја точно знам во неа каков зачин е ставен, што е, како е тоа направено. И јас уживам и многу се смирувам кога готвам. Многу сум концентрирана во таа работа и сите техники на брзо готвење сум ги научила, а тоа да бидат некои старински јадења. Што е на агендата на Анета за следниот период? Плановите ми се да си ја зачувам оваа позиција во која што сум сега и да си ја работам работата, да бидам во цело време во движење. Анета, секој ден е нов почеток, нова шанса да направите нешто што е подобро од вчера. Ви благодарам што ни ја дадовте шансата да раскажеме една успешна приказна. Благодарам што утро бевте гостин на Македонија на утро. Ви благодарам и јас многу и се надевам дека ќе имате ваков успех и понатаму како што имате со вашата емисија, бидејќи јас ја гледам често. Благодарам.